Берово некогаш беше мало и неразвиено градче и скоро непознато место за туристите. Некогашните спомени не враќаат низ минатото и не посетуваат на почетоците за развој. Повозрасните жители знаат, добро се сеќаваат. Старата Беровска чаршија враќа безброј емоции. Нема човек кој ќе помине низ неа, а да не му се вратат спомените на некогашните сокаци, на коцката, како препознатлив белег, на старите малешевски куки, кои ја задржале традиционалната малешевска архитектура и на сето тоа што буди емоции и враќа назад низ времето. Првите почетоци за развој датираат од минатиот век, кога се отворени првото основно и средно училиште и кога започна да се гради приказната за едно прекрасно место, сместено во источниот дел на Македонија, во Малешевската котлина. Во развојот на образованието, прв пат вратите за писменост во Берово се отворени во 1953 година, како 4-годишно основно училиште, а од 1956 година преминало во основно 8-годишно училиште. Во текот на своето долгогодишно работење низ клупите на ова училиште поминале генерации и генерации, кои денес се гордост на општина Берово, но и на нашата држава. Благодарение на трудот и на несебичното залагање на сите вработени, двете основни училишта на територијата на општина Берово постојано се стремат кон остварување на својата мисија и визија. Општинските основни училишта Никола Петров Русински во село Русиново и Дедо Илјо Малешевски во Берово имаат современа, модерна, ефикасна и квалитетна настава, што се реализира во безбедна и позитивна училишна клима, при што на секој ученик му нудат можност да ги развива своите способности и потенцијали, од што полза имаат учениците, родителите, локалната и општествената заедница. Почнувајќи како неполна гимназија од далечната 1951 година, а од 1953 година како полна гимназија, воспитно-образовната дејност во Општинското средно училиште Ацо Русковски во Берово представува извор на квалитетен кадар во секој сегмент од општествената дејност. Нашата гимназија е со традиција отворена за нови идеи, што го поттикнуваат поединечниот развој и креативноста на учениците, нуди можност за проодност кон сите факултети и широко им ги отвара вратите на средношколците кон нови предизвици, ги подготвува за вклучување на пазарот на трудот и континуирано се стреми кон воведување на нови струки од интерес на локалната заедница. Таа представува слика на активноста и дострелите на вработените и учениците, кои денес се стручњаци во различни области, научници, доктори на наука и значаен фактор кон општествените промени. Детската градинка во Берово започнува со работа во 1976 година со капацитет од 160 деца. Денеска таа нуди современи услови за ран детски развој и секојдневно работи на унапредување на условите за најмалите, обезбедувајќи воспитно-образовен процес и прекрасен престој за деца од најмала до предшколска возраст. Некогаш системот на социјална заштита беше заснуван на голема централизација, каде што државата имаше доминантна улога во обезбедувањето на социјална сигурност и незначително беше учеството на општината, невладиниот, приватниот и верскиот сектор во активностите од областа на социјалната заштита. Во рамките на тој систем, социјалната заштита во најголема мера се остваруваше преку паричните трансфери и бенефициите за граѓаните изложени на социјален ризик. Во текот на последните 2 децении, а особено последните 5 години, со засилен интензитет континуирано се воведуваат промени и се прават обиди за реформирање на системот за социјална заштита, особено за вложување во доменот на социјалните услуги. Клучните промени се насочени кон намалување на улогата на државата и кон јакнење на нејзината улога како обезбедувач на социјалните услуги преку општината и општинската јавна установа за социјална заштита на стари лица, доктор Иван Влашки. Денеска постојано работиме на унапредување на системот за социјална заштита, овозможувајќи нови места за корисниците во домот за стари лица, доктор Иван Влашки, при што во тек е адаптација на нови 28 места за корисници на услугите на оваа установа, а се грижиме и за стари лица во домашни услови. Беровскиот фудбалски клуб Малеш пред неколку години прослави 1 век од формирањето.
Денес интензивно вложуваме во спортот, па така фудбалскиот клуб Малеш анимира околу 100 деца и околу 20 возрастни, бележи високи резултати на спортската сцена и представува вистинско спортско уживање за сите граѓани на Берово. Се организираат и работнички спортски игри кои имаат за цел да го подигнат спортскиот дух во градот, да се унапредува соработката на институциите на локално ниво и заеднички да се дружиме и забавуваме. Пинпонгарскиот клуб Зегин од Берово постојано ја афирмира општина Берово во државни и меѓународни рамки, постојано се закитува со бројни награди и медали. Берово има традиција и култура. Беровската чаршија ги памети сите носталгичари, навраќајќи не на едно прекрасно и не така далечно време, кога убавата Малеш планина е опеана во малешевските народни песни, што со години се пееле и препејувале, а кои се карактеристични за нашето поднебје и допираат до сечија душа. Културно-уметничкото друштво во склоп на Домот на културата во Берово со кратки прекини обстојува од 1954 година и ги негува македонскиот и малешевскиот фолклор и култура долги години, пренесувајќи ги од генерација на генерација малешевските ора, кои денес ги знаат и најмалите. Во моментот културно-уметничкото друштво Димитар Беровски анимира на 200 членови, почнувајќи од најмала возраст. Јас сум протоиерей Ставрофор Георги Кацарски, роден 1941 година, овде во Берово, и како млад учествував во сите собитија, од песни, фолклор до фудбал и исто така за Малеш. Ослободувањето на Берово е нели сега на 23 август, секогаш се организира културно-забавен живот е на висина. Јас се гордеам со нив, со сегашното. Јас ќе кажам дека јас сум современик на формирањето на друштвото 1954 година, и тогаш се викаше Никола Вапцаров. Председател беше Мико Кацарски, беше наставник во гимназијата. Музичари беа на оркестарот Стево Теодосиевски, тогаш се уште беше во Кочани, Асо Штарбевски исто така со армоника, Душко Рабаджиски со саксофон, Давуд Риповски со прим, Стојан Арменски и Гошо Павѓоргиев се менуваа на контрабасот или гитара. Тоа беше оркестарот, а пеачи беа сестрите Мавровски, Драгица и Дафинка Мавровски, кои после заминаа на Скопје, Живка Соколовска, Љупчо Дучевски и јас уште жив. Тогаш бев на 13 години и се организира концерт во ДТЛ се викаше тогаш, нели Друштво за телесно воспитување Партизан. Јас испеав 2-3 песни, со дедо ми компониравме некои вистинити случаи, што цела сала плачеше. Стани Арсо да не стане, што е песната, за браќата Карчовци. Потоа со една Прага тогаш отидовме да даваме концерт во Делчево. А оно прашиште, не може да издуват инструментите горе. Така беше времето, немаше патишта. Меѓутоа, имаше друго, имаше волја да се настапи, да се подсети на нешто, песната да се чуе, особено повеќе одевме нели на локално, на малешевски песни. Во Берово веќе неколку години успешно се организираат голем број на културни настани, во кои уживаат беровчани и голем број посетители, гости и туристи.
Тука е карневалот Ратевски бамбурци, кој од локален обичај постар од 2000 години прерасна во Малешевски интернационален карневал и кој од година в година се повеќе прераснува во туристичка атракција. Традицијата за избор на најцврсто јајце качор исто така прерасна во организиран настан за време на великденските празници, кога најголем број од иселените жители се враќаат во родниот крај, а на тоа се дополнуваат и се поголем број туристи за престој во туристичките капацитети. Во летниот период се организираат главните настани, од кои најзначајни се Владимирски и Линденски средби, Русински тројчинденски средби, фестивалот на детски песни Малешевско звонче и се разбира најголемиот настан Етно плоштад фестивал, кој се организира во август во пресрет на големиот христијански празник Успение на Пресвета Богородица, кога Берово е центар на голем број концерти и други културни настани, како што е и саемот на домашни производи и ракотворби Малешевијата на дланка. Преку организирани настани, награди и конкурси, денеска ги мотивираме учениците да постигнуваат поголеми успеси, а преку програмата за образование доделивме повеќе еднократни парични награди со цел да го олесниме семејниот буџет во семејства со ученици и студенти. Исто така го стимулираме наталитетот, доделувајќи парични средства за секое новородено дете на територијата на општина Берово. Малешевската приказна се раскажува надалеку. Навидум, Берово со ништо не се разликува од другите мали места во земјава, меѓутоа впечатокот се менува по првиот допир со природата, по првиот мирис на богатите борови и букови шуми, по широкиот спектар на традиционални малешевски специјалитети и по сите природни раритети кои го прават туристички бисер на Балканот. Овде доаѓаат гости од сите страни на светот. Најредовни се холандјаните, бугарите и израелците, но има гости и од Америка и Англија. Сите тие сакаат да ја доживеат малешевската приказна и сите малешевски убавини кои се распослани овде во нашиот крај. Општина Берово последниве 10 години интензивно работи на промоција на Малешевијата, но и на исполнување на обврската и кон гостите и кон инвеститорите во туристичките капацитети за квалитетен услов за развој на Берово. И не случајно, европските велосипедисти се почесто го встртуваат Берово на мапата дестинации кои треба да се посетат. Општина Берово континуирано работи на подобрување на условите за туризам, при што ја подобруваме инфраструктурата во туристичката населба Беровско езеро, преку изградба на улица, изградба на секундарна водоводна мрежа, осветлување, а скоро ќе имаме и изградба на пешачко-велосипедска патека, која ќе биде дополнување на веќе постоечката и ќе се заокружи езерото, со што ја збогатуваме туристичката понуда во источниот плански регион. Во успешната приказна за Берово, сепак, најмногу енергија посветуваме на реализација на инфраструктурните проекти. Работиме на подобрување и проширување пред се на патната инфраструктура, водоводната и канализационата мрежа, вршиме регулација на речното корито во градот и населените места, градиме тротоари, канали за атмосферска вода. Наскоро започнува изградба на патот Берово, Црвен брег, туристичка населба Абланица, која е од големо значење за жителите на општина Берово, но и за посетителите, за рекреативците и за сите кои уживаат во прошетките во природа. Со реконструкција на овој пат, уште еднаш ја потврдуваме заложбата за олеснување на пристапот на жителите до нивните имоти, за подобрување на условите за рекреативен туризам и воопшто за подобрување на квалитетот на живот на жителите на општината. Нашите планови се насочени кон подобрување на уличното осветлување преку инсталирање на нови енергетски ефикасни светилки и замена на постоечките. Преку реконструкција на филтер станица, односно пречистителната станица за питка вода, го подобруваме квалитетот на вода. Обезбедувајќи донации, секојдневно ја доопремуваме територијалната противпожарна единица и го унапредуваме системот за противпожарна заштита. Преку реализација на голем број проекти за подобрување на условите за жителите роми, Берово годинава се закети со титулата најпријателски ромски градоначалник.
Постојано се грижиме за животната средина, организирајќи многу еколошки акции, унапредувајќи го системот за селектирање на отпад, поставувајќи повратни вендинг машини за рециклирање на пластика и лименки и градејќи еколошка приказна за Берово, при што годинава општината по втор пат е победник на конкурсот за најеко општина. Транспарентноста е наша секојдневна работа, особено кога се работи за буџетската транспарентност, при што во вкупниот ранг на институциите сме рангирани во општини со највисоко ниво на транспарентност, со максимален број на индексни поени. Ја продолжуваме и понатаму успешноста за Берово, низ нови проекти и многу работа и нови перспективи за развој на наше Берово.